Вчера прослава и на ВМРО ДПМН роденденска, 27 години, но 124 и од историското ВМРО. И лидерот на ВМРО ДПМН Груевски истакна, но тоа е, сметам, и генерален став, дека изминативе години партијата имаше подеми, падови, успеси, предизвици, но и предизвици кои што стојат пред неа во овој момент. Кои се најголемите предизвици кои стојат пред ВМРО ДПМН во овој момент, имајќи ја предвид целата констелација на политичките односи во Македонија? Во моментов имаме два најголеми предизвици. Првиот предизвик е да се носиме со ситуацијата каде што имаме една наметната, би рекол, извршна власт, која што не е резултат на некоја изборна победа, туку е на некои други констелации и од внатрешни и од некои надворешни фактори. И да видиме каков ќе биде нивниот однос кон самата држава, националните интереси, реформите, економијата, вработеноста, она што досега е постигнато од ВМРО ДПМН, нивниот однос кон правосудството, обвинителството, медиумите, независноста и целата сфера на човекови права. И втората работа е да се подготвиме како политичка партија нашето дејствување во Собранието на Република Македонија да го представиме како дејствување на политичка партија која што е секогаш, во секој момент спремна да биде алтернатива на актуелната влада. Без разлика дали збориме за областа култура, образование, економија, инвестиции, одбрана или национални интереси, ВМРО ДПМН има доволно и искуство и човечки ресурси. Мислам дека ќе бидеме една добра, сериозна, критична, цврста опозиција, решителна, која што во првиот следен момент, се надевам на локалните избори, ќе однесе уште еднаш убедливата победа. Ќе се вратиме и на локалните избори, споменавте силна и конструктивна опозиција. Ќе трае ли тоа долго или кусо? Груевски е оптимист дека и покрај тоа што СДСМ е донесен на власт, како што вели, со помош на одредени центри, дека ВМРО ДПМН многу брзо ќе се врати на таа позиција. Мислам дека владењето на оние кои што секогаш кој да владее, а да не е тоа резултат на изборна победа, не трае толку колку што тој очекува. Оние кои што сега се на власт, веројатно превзеле некакви обврски да испорачаат кон факторите кои што им помогнале да бидат владеачка коалиција, но и ние тука сме прилично решителни, будни и цврсти, за да не дозволиме да се направи било каков чекор што би бил на штета на интересите на Република Македонија. Локалните избори се пред нас, сметаме дека на нив ќе бидеме политичка партија со најголем број на освоени гласови, советници и градоначалници во Република Македонија, и тоа се надеваме дека ќе создаде дополнителна атмосфера за ревидирање на довербата кон извршната власт и закажување на нови предвремени парламентарни избори. Сметате ли дека и локалните избори, односно исходот кој што треба да некој да го очекува од овие избори, вклучително и со делувањето на СЈО, она што се случува во медиумската сфера, е дел од целиот тој комплексен дел кој што некој го наумил да го реализира, нанесувајќи при тоа штета на ВМРО ДПМН како партија со незините позиции пред локалните и евентуално нови предвремени парламентарни избори. Особено мислам тука и на позицијата на специјалното обвинителство. По однос на специјалното обвинителство нам ни е јасно дека ова институција има партиско обвинителски цели и очекуваме, нема за нас да биде тоа никакво изненадување, во следниве недела 2 и 3 обвинителството предводено од господјата Катицјанева да продолжи по партиска нарачка да штанца обвиненија кон видни или други членови на ВМРО ДПМН со цел да направи знак на равенство. Бидејќи владата имате човек кој што ја води, кој што е еднаш аболициран, имаме за него случај подкуп, каде што цела држава виде што и како работел, кои принципи на подкуп ги користел во општина Струмица, и тој човек има желба и порив како политичар да докаже дека сите се исти како него, дека сите излегле надвор од рамките на законот и преку тоа го злоупотребува СЈО за да направи знак равенство и со поднесување на квантитет на обвиненија кон представници на ВМРО ДПМН да направи некаква перцепција кај граѓаните која што нам би ни донела штета, но сметам дека граѓаните се доволно зрели, ја се огледуваат ситуацијата и свесни се за една работа тие што подолго ја следат политиката, дека во независноста на Република Македонија СДСМ досега само еднаш честно и уверливо победила на избори. Тоа е 2002 година.
сите претходни изборни резултати, па и сегашниот, биле послаби за СДСМ отколку за ВМРО-ДПМН и затоа треба да им биде јасно дека нивното однесување денес, без разлика дали се министри, директори или некои други извршни функционери, треба да бидат внимателни, бидејќи нема да трае многу долго и утре повторно таквото однесување може да предизвика одредени други последици доколку некој ги пречекори зоните на демократија и на законски овластувања. Во која мера сметате дека доколку постои вакво делување пошироко диригирано од надвор со СДСМ како некој кој што го имплементира, барем таква е позицијата, колку ќе биде насочено за ослабување на позицијата на ВМРО-ДПМН во пресрет на локалните избори, колку за создавање слика која што би требало да се представи пред јавноста во контекст на оние најави за можно решавање на проблемот со Грција со името? Им пожелуваме многу среќа по однос на таквата амбиција да се реши македонско-грчкиот спор, но јас ќе кажам еден факт. Посетата на министерот за надворешни работи Димитров на Атина, иако може би добронамерна, сепак беше првата тактичка грешка, затоа што истиот за време на посетата не реагираше на најавата на грчкиот министер за надворешни работи дека тие бараат нов договор, заверен во Обединетите нации, потоа известување на Брисел и дури потоа отпочнување на евроатлантските интеграции, почнување преговори за членство и добивање на покана за НАТО, а тактичката грешка е со таквиот потек ние се откажуваме од времената спогодба или се откажуваме од пресудата која макотрпно ја извојувавме со силата на аргументите пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Ако некој мисли дека Грција е лесен партнер за разговори, самиот ќе биде разуверен што значи грчкото однесување во сите овие 27 изминати години. И ако нешто е поволно за ВМРО-ДПМН и за јавноста од самата посета на Заев на Брисел, е фактот што не му беше упатена јасна порака. Решете го името и ќе ги отпочнете преговорите за членство. И тука паѓаат во вода сите обвинувања дека ВМРО-ДПМН била автократија, дека се работи за режим, за неуспешни реформи, за недостаток на слобода на медиумите, за невладење на правото. Тоа беа се споредни изговори кои што се товареа на грбот на ВМРО-ДПМН, а сите гледаме дека суштинската пречка да продолжи евроатлантскиот пат е блокадата од Атина, која што е неоправдана и е поврзана со нивниот проблем со нашето уставно име. Затоа сметам дека во следниот период секогаш кога СДСМ е на власт, тие ќе се занимаваат, ќе наоѓаат начини како директно или споредно да го ослабат ВМРО-ДПМН. Преку создавање на разни фракции, наоѓање на поединци кои што се незадоволни, нивно промовирање во јавноста преку медиуми блиски или што се спонзорирани од Социјалдемократскиот сојуз, но сето тоа ние веќе сме го поминале. И по старите и по новите членови на ВМРО-ДПМН, и оние во местните комитети и тие во највисоко раководство знаат дека ВМРО-ДПМН е зрела политичка партија која што единството ја прави да биде силна. И ние ќе останеме единствени, а истовремено внатрешно ќе се освежуваме со нови кадри, со нови луѓе, со нов пристап, со нова понуда и програми, за да можеме на секои следни избори да бидеме поконкурентни од политичките ривали. Токму да ми беше следното прашање, во која насока и во кој дел можеме да очекуваме реформи во делувањето на партијата, кои што ги најави Груевски, меѓутоа и факт е дека и партијата е победник по бројот на гласови на последните парламентарни избори, иако во моментов не е дел од владата. Ние првиот потек кој што го направивме на извршниот комитет беше распишување на огласи за обнова на членувањето и раководствата во сите партиски комисии. Партиска комисија за надворешни работи, за одбрана, за образование, за здравство, за култура, за странски инвестиции. И гледаме дека има навистина голем интерес. Кога сте во опозиција има една предност. Кога сте партија во опозиција, тогаш тој кој што пројавува интерес да членува во вашите комисии и да го даде својот личен придонес, искуство и знаење, тој навистина сака да биде со вас. Тој припаѓа и дели заеднички вредности во областа во која што работи политичката партија и очекувам во текот на следниве неколку месеци да имаме
мноштво од интервјуа и разговори со заинтересираните кандидати и да одбереме добри и квалитетни луѓе и нови луѓе заедно со дел од оние кои што ќе значат континуитет, да ги освежиме партиските комисии кои што ќе делуваат по ресор, ќе ја критикуваат или ќе ја мониторираат или ќе ја пофалат извршната власт таму каде што има основа и ќе нудат алтернативни решенија кои што значат подобар живот или действување во политиката во државата. Втората работа е истекувањето на мандатот на извршниот комитет, кој што треба да се случи крајот на овој месец и мислам дека во текот на јули ние веќе ќе имаме консултации со Централниот комитет, тоа значи сите општински комитети од Република Македонија кои што се поврзани со ВМРО-ДПМН ќе бидат оние кои што ќе одлучат заедно со извршниот комитет кое освежување ќе го направиме. Но тоа нека биде мало изненадување за јавноста за да можеме да промовираме и нови луѓе, но и да промовираме дел од континуитетот на луѓето кои што донесува 10 изборни победи. Во оваа насока, како гледате на оние обиди да се прикаже преку одредени луѓе дека на ВМРО-ДПМН му се неопходни суштински реформи и во насока на кој начин делува, но и кадровски, зборам за оние кои што се појавија во улога на реформатори на ВМРО-ДПМН пред некој ден кој што излегува со пресконференција. Постои ли тенденција преку такви структури да се обиде да се нанесе штета и на ВМРО-ДПМН како партија и на врвот на партијата, да се обидат да се прикаже дека на партијата и се потребни темелни реформи и ново раководство? Има ли суштина во сето ова или пак сметате дека се работи исто така за диригирани настапи? Мислам дека се работи за диригирани настапи кои што се насочени во кои што некоја споредна улога играат некои поподатливи поединци кои што имале прилично големи повластици за време на владењето на ВМРО-ДПМН, имале добри позиции и никогаш и никаде и пред никого во тоа време на сопствени повластици не укажале дека нешто им пречи или дека нешто треба да се менува или дека нешто треба да се надополни во партискиот статут или раководство. Затоа јунаците и доследните членови и политичари се познаваат по тоа што секогаш ќе го дадат укорот кон вас и критиката без разлика дали сте на власт или не сте на власт. Оние кои што се водат од лично профитерство, тие кога ќе паднете од власт, тогаш ќе кажат што сметале дека не е добро пред 5, 6, 7 или 8 години, кога молчеле и уживале државни повластици. Затоа сметам дека нашето членство е зрело. Секој во ВМРО-ДПМН знае дека кога СДСМ е на власт, таа се обидува да создаде некое ново ВМРО, некое алтернативно, некоја фракција, нова регистрирана партија. И имавме такви од 93 година до денес, сме имале можеби 10-15 партии со префикс ВМРО. Но едно е ВМРО-ДПМН и останало. Сите издвоени индивидуи или мали групи неславно завршиле и потоа дошле на вратата на матичната партија, барајќи припојување. Оптимист во однос на исходот од локалните избори, дали можеме и пред локалните избори повторно да се соочиме со ситуација како што имавме и пред парламентарните наоѓања, изговори за одложување, за пролонгирање и слично? Ние имаме една мала резерва кон локалните избори, закажаниот датум 15 октомври, а тоа е дека Социјалдемократскиот сојуз, доколку увидат дека стојат послабо на анкетите и кај самите гласачи, поддржувачи или неопределени граѓани, ќе се обидат да бараат изговори за одложување на локалните избори. Кој да бара политички фактор или партија одложување на локалните избори, значи дека нема изговори и нема реални причини за тоа, туку има страв од слаб изборен резултат. ВМРО-ДПМН е подготвена. Имаме многу искусни луѓе и во актуелните градоначалници, но и во нивни соработници, и во партиските редови и помлади членови, кои што можат со полн ентузијазам да влезат не само во изборната битка за локалните избори, туку и предходно да направиме добри програми за секоја општина, бидејќи локалните избори си бараат и локални специфики. И ние веќе еден добар тим од извршниот комитет работи на една таква програма, која што после ќе биде прилагодена кон секоја општина таму што е потребно да се потенцира и да излеземе со луѓе кои што можат да ја носат довербата на граѓаните и да ја оправдаат како градоначалници или представници во Советот. Господин Милошовски, јас ви благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова. Благодарам.